во сите републики се јавуваат во тој период голем еден наплив на медиумски содржини кои што се поврзани со окултизам, јасновидци, па има тие емисии дури на медиумите со национална фреквенција. Има едни доминантни содржини каде што се јавуваат нели тие емисии поврзани со откривање на иднината. Тие нудат некој како и леснен ескапизам во општество кој што е во една дезориентација. Меѓутоа истовремено го отвораат и просторот да се шират и тие некои теории на заговор кои што се многу често поврзани токму со темата за етногенезата. Кој народ од каде има некоја своја опашка и слично. И најчесто, како што кажа и ти во својот вовед, тие се поврзани токму со некоја експликација дека оној што ги искажува, нели, кој што ги пропагира одредени теории, секогаш ако е представник на некој етнос или на некоја националност, таа националност е најстара или најмоќна и слично. И доколку овие теории не дека не постоеле, меѓутоа од една позиција на тие некои маргинални фринч, медиуми и слично, веќе пополека навлегуваат во таа главната вододелница на медиумите, на општеството, па дури, како што ќе видиме понатаму во дискусијата, доаѓаат и до официјалните институции, каде што се на еден многу посистематски начин насочувани понатаму кон луѓето.